Почитувани граѓани, дами и господа, овде се собравме да конечно изразиме незадоволство од целиот систем, затоа што систематски се спроведува веќе 30 години. Ќе се надоврзам на нашиот сопартиец Илија, младиот дечко кој изборуваше пред мене. Една работа највеќе ги плаши сите овие што се во овој парламент. Тоа е една изборна единица Македонија. Знаете зашто? Затоа што Македонија не е николку еден кварт во Њујорк. Македонија, ако има квалитетни луѓе и ако не можат да обезбедат поддршка од некоја од овие партии, а нормално нема да обезбедат затоа што не се согласуваат интелектуалците, способните луѓе, професионалци во своите професии да бидат партиски ангажирани и да ги раководи лидер на некоја партија. Тие бараат партија која ќе ги подкрепи во нивните способности да придонесат во Македонија. Ако Македонија биде една изборна единица, тогаш во како пример, ако во Битола добијат 15.000, во Кочани добие 15.000, во Скопје добие 10.000, во Тетово добие уште 5.000, тој веќе ќе стане пратеник. Не е важно која партија ќе го предложи. Важно е ќе го оствари цензусот. Цензусот е работа на договор. Меѓутоа, овде многу малку гледам скопјани и тоа највеќе ме погодува затоа што Скопје е најголемиот град во Македонија, а чекаме други да дојдат да не поддржат, да од другите градови да ни дадат поддршка. И покрај тоа што минатата недела имаше еден страотен, траморен протест против се што се случува во здравството, а за една недела го свртија вниманието на граѓаните, го свртија на тотално небитни работи во сите медиуми, на социјалните мрежи се зборуваше за секакви глупости, кој кого псуе, кој на кого што укажал, додека граѓаните се бавеа со тоа на брзина, како во криминално здружение, класично мафијашко друштво се изгласа овој нечуен закон. Како можеме ова да го промениме? Сите граѓани викаат, и скопјаните нормално, а вика, па како ние можеме ова да го промениме? Ова не може никој да го промени. Тие се толку јаки, толку моćни. Не е точно. Нашиот пријател од Отворени листи, можете да го најдете на Facebook, Отворени листи, господин Јохан Петерсон, кажува еден прекрасен пример. Индонезија, која е земја од над 200 милиони луѓе, кога виделе дека корупцијата ќе ја изеде земјата, буквално, иако е пребогата и многу бројна, Уставниот суд доаѓа на, како што имаме и ние Уставен суд, доаѓа, стапува на сцена и ги поништува сите закони кои го кочат општеството. Затоа, ние имаме врвен акт, правен акт, Устав. Бараме од Уставниот суд. Тоа е единственото тело кое може нешто да направи во оваа ситуација, да партиите кои се залагаат наводно дека се за Отворени листи, една изборна единица, разговараат, дискутираат по дебати, меѓутоа во парламентот слушавме милион критики од опозицијата, кои се на место и човек ќе каже, браво, па тоа е тоа го бараме ние, па тоа се нашите луѓе, меѓутоа ја нема поентата. Никој не спомена дека овој систем може да се смени само со Отворени листи и една изборна единица. Тоа е единствената надеж за Македонија. Тоа ние го посакуваме партија Демократи и се надевам дека граѓаните ме разбраа овој пат што сакаме ние да постигнеме. Благодарам.